Државната изборна комисија веднаш треба да го објави ценовникот на еден телевизија на незината официјална веб страница и истиот да го испрати до политичките партии учесници во изборниот процес, започнат на 1 април годинава. Одлучи денеска Основниот суд Скопје 2 по барањето на телевизијата за изрекување времена мерка, а откако ДИК по задоцнетото доставување на ценовникот не е дозволи на еден телевизија да емитува платена политичка програма. Во образложението на решението на судот меѓу другото пишува дека од приложените докази судот утврдил дека еден телевизија го поднела ценовникот за услуги 9 дена по распишувањето на изборите, но и тоа дека Државната изборна комисија прво го објавила, но потоа го отстранила истиот од незината официјална веб страница. Судот цени дека во конкретниот случај станува збор за договорен однос во кој на телевизијата, поради ускратеното право на учество кое е временски ограничено, од страна на Државната изборна комисија и е причината штета, како поради недавање на правото на платено политичко рекламирање, така и поради настанатата штета во делот на изборниот процес сметано од 1 април годинава до денот на правосилноста на решението за привремена мерка. Пишува во делот образложението на решението на Основниот суд Скопје 2. Според решението на судот по изрекувањето на времената мерка, еден телевизија во рок од 1 месец треба да поведе тужба за утврдување на правото на платено политичко рекламирање и правото на надомест, како и надомест на штета од досегашното неемитување на платена политичка програма од почетокот на изборната кампања на 1 април годинава. Неоспорно е дека предлагачот повеќе пати се обратил до Државната изборна комисија да донесе одлука во форма на решение или заклучок, зашто има добиен одговор од ДИК дека на интернет страницата на комисијата се објавени ценовниците на сите радиодифузери, печатени медиуми и интернет портали, кои ги утврдиле и доставиле ценовниците во законски утврдениот рок. Констатира Основниот суд Скопје 2. Државната изборна комисија има право на жалба, но истата не ја запира обврската на комисијата да го објави ценовникот на еден телевизија на незината официјална веб страница и за тоа да ги извести политичките партии што учествуваат во изборната кампања.